Денеска во Националната установа Центар за култура Бели Мокри беше отворена ликовната изложба Свети Пантелеймон, која се реализира во рамки на годишната програма на Националната установа. Изложбата финансиски е поддржана од општина Кочани, истата се реализираше во периодот од 30 октомври до 1 ноември. Учениците беа предводени и организирани од менторот магистер Александар Димитрова, стручен соработник за визуелни уметности, каде преку разговори и сугестии се надоградува и реализира преку сликање и творење. Денес ја отвараме седмата поред младинска ликовна колонија, која што во соработка со два центри, Домот на култура Лазар Софијанов од Кратово и од Домот на култура од Ново село. Воедно ја упатуваме и благодарноста која што земаа учествуваа вкупно 12 учесници, значи 10 ученици и 2 ментори. Сликаа во акрилик техника на платно и во периодот кој што беше од 3 дена изработија едни прекрасни дела кои што денес еве ги кронисуваме со една изложба. Изложбата ја отвараме денес и истата ќе трае во наредните 2 недели. Темата, мотивот кој што го работеа учениците беше Кочани и Кочанскиот крај. Значи, претежно се мотиви од црквата, нашата црква Свети Ѓорги, Крушарско мало. Има дел од мотивите кои што е прикажано повеќе сегменти од Кочани, како што е споменикот на Слобода, Кочанската река, Центарот за култура. Ликовната колонија Свети Пантелеймон оваа година траеше 3 дена, каде во сите 3 дена им престоеше исполнета програма со активности, дружење, ликовна едукација и образовно ликовно доусовршување. Воедно во тридневното престојување беше и презентирана културата во Кочанскиот регион. Годинава 2019-та ликовната колонија Свети Пантелеймон ја продолжи својата традиција веќе по 7 пат. На колонијата учествуваа ученици по избор од своји професори од Кратово, Ново село, Струмица и Кочани. На самата ликовна колонија учество земаа 10 учесници и 2 ментори. За време на колонијата учениците работеа во акрилна техника на платна и секој учесник изработи по едно дело.